Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС. Господине Кржаловски, како гледате на почнувањето на дебатата за промена на државниот грб и химната, откако премиерот Мицкоски потврди дека било разговарано за прашањето во владината коалиција? Па може да се гледа од два аспекти, дека нема што друго да се прави или по слободен период, па сега е време да се пополни, да речеме, со тоа, или второ, дека навистина е дел од договорот за владината коалиција и дека е време да се покрене и тоа прашање. Јас генерално повеќе сметам на прво, бидејќи гледаме дека застаната или скоро ништо нема придвижување во процесот на евроинтеграциите, нити се разговара за уставните промени, или може ова да е дел од поголем пакет што ќе биде, бидејќи за ова треба уставна промена, нели, за државниот грб и се тоа што ќе предизвика, па можеби со самата расправа ќе се вклопи целата приказна како да се направат и другите уставни промени кои се кочница за процесот на евроинтеграција. Дали сметате дека власта сега во овој момент треба да троши енергија на вакви прашања, на ова прашање? Не го сметам за приоритетно, особено ако декларацијата е дека приоритет е Европската унија, значи ништо нема насоки што се прави во таа смисла, докаде се попуштањата на бугарската страна или преговорите со Европската унија да се смени нешто во процесот за да ги почнеме преговорите по поглавја. Од друга страна се воведува нова тема која, пак ќе речем, не е толку приоритетно. Од друга страна може добро така да се почне процесот, па да се предизвикаат повеќе дебати и подобре кога е посмирено, помалку тензично да се разговараат овие прашања. Додуше не чекаат локални избори, па ќе стане тензично кај и да е, но еве, би рекол дека е помирен период и одредено време нема турбуленции, не дека сакаме да ги има, а може ова е плодна почва, гледаме од првите реакции дека може да предизвикаат вклучително и меѓуетнички тензии, така да таа смисла непотребно и не е приоритетно. Власта бара реформи во правосудството, за кое Мицкоски, но и други истражувања покажуваат дека има ниска доверба кај граѓаните. Меѓутоа, како гледате на пристапот на власта да направи реформи во правосудниот систем? Па тука имаше, да речам, не би рекол проблем, туку различен пристап на она што Европската унија го препорача уште пред изборите, со таа мисија која беше нека 40 на препораки кои ги дада за реформа на судството, и она што ВМРО ДПМН го имаше ставено во својата програма како порадикален рез во судството, и таа е дилема, нели, колку треба да се засече за да, нели, да збориме со терминот медицински за лечење на разни рани и проблеми, се најде во некоја дискрепанца и се, колку што гледам, се обидуваат да се усогласат тие два пристапи, да не биде толку радикално како што беше во Албанија, например, ама таму останаа на 8 суди во врховени суди и повисоките судови, бидејќи 70% или 80% од судиите не го поминаа ветингот, тоа што е порадикалниот пристап сега. Од друга страна, со помал рез гледаме дека не се придвижуваат работите. Правосудството со години е со најниска доверба, под 20% за целосник делум на доверба, целосно е едноцифрен број од веќе 5-6 години. И како и самите тие да не разбираат дека нешто сериозно не чини таму и не се прават внатре во самиот систем и во Републичкиот судски совет и во јавното обвинителство, да реформата се придвижи од внатре. Ако ја прави владата, ќе се гледа као наметната и тоа си проблем сам по себе. Но ја лично сум приврзаник на порадикално решение, бидејќи толкав е проблемот. Што значи порадикално и колку тоа би било согласно оценската мисија на Европската унија? Па тука е разликата. Таму се по-меки, да речам, мерките, бидејќи не се препорачува ветинг, точно од искуството од Албанија, бидејќи
Од една страна се направи тоа прочестување на судии кои се корумпирани или се сметаа за корумпирани или самите не сакаа да влезат во процесот на проверка, па се повлекоа самите. И испадна дека многу малку остана судии. Тоа направи застој зашто немаше доволно судии да се назначат на упразнетите позиции. Европа генерално не го препорачува тој експеримент да се повтори и тука, или бар не така радикално. Иако пак ќе речем, ја сметам дека веројатно треба. По цена и ете да заостанат. Кај нас има други проблеми во судството, например, затрупано со предмети кои не се од толкава важност за да се чека на нив, да речеме, казни за сообраќајни прекршоци. Тоа треба да се разреши многу поефикасно за да се расчисти системот и за да се ослободи за посериозните случаи да се занимаваат судиите. А ние го губиме времето со секакви такви мали работи. И не само судиите, и во Државната комисија за антикорупција тоа проблем, и во други институции, каде што има претрупаност со не толку битни или небитни работи, кои го гушат системот. Истовремено се случуваат протести против правосудниот систем, главно против правосудниот систем, откако младата Фросина Кулакова беше прегазена на пешачки премин. Колку овој вид на притисок може да донесе промени? Тоа нормално предизвика реакција оправдана на јавноста, тоа што се случи, и генерално често така реагираме како јавност, нормално на нивото на провокацијата, каква е, односно на сериозноста на случката, така е и реакцијата, и е оправдано, но по мене голем дел од тие работи не донесоа потоа системски промени, бидејќи и нели генерално тие што се одговорни, ретко кој доживува сопствена одговорност во тоа, бидејќи барањата се релативно општи, нели пак ќе речат не е добро правосудството, не е добар системот и целиот систем мисли некој друг дека е крив во ситуацијата и некоја друга институција треба да реагира или да направи нешто. Имаш интересни дебати, вклучително и на социјалните медиуми, за многу поконкретни работи. Например, таму е партизанска и па и Гологанов има секако писти за трки. И сега додуше последно време не слушам толку, бидејќи живеам близко на една од тие улици, имаше трки со мотори секоја вечер. И никој ништо не реагираше, ни полиција, ништо. Сега барем колку толку е тоа смирено, меѓутоа изливот на бесот е општ ама после 2-3 дена поминува и веќе не се изборува во што да се направи, ниту па некоја институција реагираше на посериозен начин, освен што гледаме дека навистина има поголемо присуство на полицијата и многу повеќе казни сега во овие 2-3 недели отколку што беше пред тоа. Ама тоа пак е прашање колку ќе трае и колку суштински ќе го смени, ќе го реши проблемот. Во оваа насока месецов и вие објавивте истражување кое покажува дека скоро 38% од граѓаните сметаат дека нивната општа безбедност главно е загрозена и 22% дека е многу загрозена. На што се должи тоа? Добро, тоа е во рамки на проект кој се однесува на ресоциализација на повратниците од боиштата во Сирија и Ирак, односно ИСИС, и такви имаме случаи околу 75 мислам вратени. Додуше тоа прашањето си беше поопшти, одговорот е таков, зашто нели тоа и се однесува на вклучително и нови работи со безбедноста во сообраќајето, односно генералното чувство кај граѓаните, и иако би рекол дека во последно време немаше некои посериозни инциденти во смисла на вооружени престрелки, освен баш да не речам сега ова што се случи во Чаир со убиството заради сообраќајни работи. Истражувањето беше пред тоа, така да за мене беше малку изненадување, бидејќи на други истражувања кај што гледаме што се најголемите проблеми, генерално и меѓуетничките односи испадна од првите 5, не се чувствуваше дека тоа е веќе проблем како што беше порано. Така да ова малку загрижувачки проценти кои се, меѓутоа се однесува за сите аспекти од безбедноста во домот или во
семејството до тоа на улица до вооружени престрелки и очигледно има некое придвижување кое не е во позитивна насока. Протести се случуваат и во соседните земји, особено во Србија, каде траат со месеци. На протестите има многу барања, меѓутоа граѓаните како да не бараат меѓу тие барања да се случуваат избори. Имате ли впечаток дека општо граѓаните сметаат дека веќе изборите не се нешто што може да донесе промена? На некој начин може би да, или се да не речам прередки на 4 години овакви и генерално доживувањето и на самите партии за после изборите, односно освојувањето на власта е дека сега сме безбедни 4 години и не треба ништо да се случува и никој ништо не ни може. Така си у Србија изјавите на некои политичари дека нема што оди системот понатака и нема што некој да се буни во тој период. А точно овие граѓански протести се лакмусот на општеството, укажување на проблеми кои треба да бидат решени и таму очигледно не се постапи или не беше доволно транспарентно или дури и со сите тие притварања што се направи и процеси 13-15 луѓе нели беа притворени за случајот во Нови Сад, не ја задоволи јавноста дека тие се виновниците за тоа што се случи смртта на 15 луѓе во Нови Сад. Во нашите земји, вклучително и Балканот како овакво, имаше кај нас нели тоа со шарената револуција и со начинот на владењето на ВМРО ДПМН во тој период, имаше тој феномен што го велиме заробена држава, што мислам дека е прилично присутен и во Србија, каде што се нема доверба во изборниот систем, бидејќи и бевме сведоци, нели последните избори се покажа дека некои 50.000 луѓе се доведоа во Белград по разни, мислам, самата држава го прави така системот да не може да изгуби, односно да има доволно гласачи, условно речено, пријавени да у најмала рака не е фер изборниот процес, а камоли да има доверба во реалноста на резултатите, дека е тоа така. Во однос на евроинтеграциите, во Бугарија беше избрана нова влада, но за сега не гледаме промени во односите. Очекувате ли да се случи нешто во иднина, да се промени нешто во иднина? Кратиот одговор е не. Сите бугарски влади до сега го имаат истиот став и настап. Тие го завршија својата работа, дојдоа до договор, ние сме го прифатиле тој договор, Европската унија го потврди како таков дека е договор на двете страни и очекувањето на Бугарија да се спроведе. Има изјави дека тие нема да имаат нови барања, но ќе инсистираат старите барања, или вклучени во преговарачката рамка и во претходниот договор, да се испочитуваат. ВМРО ДПМН од друга страна рече уште пред сите тие 2-3 години пред изборите и со настапот на изборите дека под овие услови не е прифатливо да се оди понатаму и сега сме заглавени во тој меѓупростор, што не очекувам до локалните избори да има сериозна иницијатива од наша страна. Мислам, очигледно се обидува ВМРО ДПМН во разговорите со ЕПП и со европските политичари и амбасадорите тука да се промени нешто во целата ситуација, но исто гледаме дека Бугарија ги торпедираше сите тие напори, дека тие сметаат дека е завршена таа работа, Европската унија ги поддржува во тоа за сега, дека е договорено и треба да се направи и генерално не гледам нити иницијативи доволно, нити како се вика акции конкретни да тоа се промени. Оваа влада има блиски релации со луѓе на администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп. Што може тоа да значи за земјава и што од тоа може да се очекува? Мојот став генерално е дека како земја и како регион не сме баш на мапата на САД особено оваа администрација. Точно е што рековте дека од друга страна владеачката партија одржува и блиски односи со некои од релативно важните луѓе во новава администрација,
Од друга страна гледаме дека никој ништо не знае што може да се очекува. Лидерите на Европската унија се шокирани од последните изјави и постапки на високите функционери на подпредседателот Ванс, на изјавите во однос на Украина, улогата на ЕУ во тоа дали ќе бидат на преговарачка маса или не. Така да многу посериозни и поголеми прашања се нејасни на глобално ниво и на европско, да воопшто ние сме во некој муабет, така да речеме. Така не би очекувал ништо посебно, па ако се случи добро, но пак ќе речем не сметам дека воопшто не е приоритет, но дали воопшто ќе стигнеме на агендата на САД, веројатно ќе треба почекаме да се разрешат поголемите прашања како Украина и Газа, за да во нека помирна ситуација се види кој ќе биде пристапот и во овој регион. Господине Кржаловски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.